Добар ден, драги наши пријатели на Канал 5 телевизија, насмеани, расположени овде со нашите збиднувања кои што се случуваат додека ја подготвуваме емисијата. Навистина е забавно и интересно и јас од се срце им благодарна на моите драги колеги кои што се секогаш тука на помош да помогна за се она што ние овде го реализираме пред самите камери. Поздрав до сите вас, а поздрав и до нашите пријатели од Стокомак. Ајде да погледнеме дел од производите на Стокомак кои што ги имаме на нашите рафтови. Ајде да погледнеме и ќе видиме дел од производите, но оние кои што вам ви се потребни за вашето домаќинство или за вашиот оброк кој што го подготвувате, ќе ги пронајдете на големите рафтови, во големите маркети на Стокомак, онаму каде што видливоста е голема, каде што можете да си одберете она што е по вашиот вкус. Да ги поздравиме Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена Македонка, обоено во црвено, на рафтовите во Стокомак со црвени налепници стојат производите Македонка. Со тоа веќе на сите ни е јасно дека тука се производите од македонски производители. Значи сите оние кои што макотрпно работат на своите полиња, но и на своите машини и индустрија која што ја имаат во нашата земја. Затоа ги поздравуваме, да им даде Господ здравје, среќа, берикет, парички повеќе, за да можат да бидат стимулирани, за да ни произведуваат уште и понатаму и нови производи кои што нам ќе ни бидат потребни. Велат дека добрата храна доаѓа или во придружба е и црвеното и белото вино, кој што го имаме на поднебието на нашата земја во изобилие. Многу пати ќе се пошегуваат колегите тука, ќе кажат да си имаш и некоја ракиичка, домашната ракија која што многумина не да се испијанчат, но така ете како се вели за ручекот да појде за добро, па затоа им велиме на здравје на сите оние кои што во овој момент можеби токму со мезенце и ракиичка не следат и очекуваат што ние денеска ќе подготвиме од градот на виното и од нашата убава тиквешија. Ке имаме и сега гостин, тука не закити со вино и со ракија, си имаме црвено вино на масичката и се надевам дека ќе ви биде интересно затоа што и специјалитетот оди и со бело вино и со црвено, но тој освен што убаво свири и е препознатлив на нашата публика во Македонија и ширум светот на многу концерти, ете, од неодамна произведува и вино. А кој е тој? Нашиот Коки Коцев, познат како Dream Team. Јас си го повикувам Коки да ни дојде и се надевам дека денеска дружењето ќе ни биде добро. Добри ми дојде. Ви благодарам на поканата и ги поздравувам гледачите на Канал 5 телевизија. Убаво изгледа ова. Мераклиско. Да го мераклиско. Ајде, мераклиско. Значи, ова е прва сезона која што јас и брат ми и мојот комшија Трајче направивме домашно вино. И Маријан почна да прави вино? Мораше да го поздравиме и Мацко наше на здравје. И значи прв пат произведуваме вино, тоа е за наша употреба домашна од прилика 100 литри, за нашето семејство и мислам дека испадна прекрасно. Ајде, на здравје на сите. Еве вака. А ова благечко и Хамбург мириса. Органско, значи ова година воопшто не беше прскано, пошто временските услови беа перфектни и мислам дека испа вранец комбинација со малку Хамбург. Браво, веќе се учиш на домашното производство. Еве ова ќе биде овде, ова твоето ќе го поместам од оваа страна да не си ги помешаме. Одлучи да ни направиш морски плодови со јувки по наши или ти убаво си ги кажа резанци по ваши, да? Добро. Некоја полесна варијанта, нешто овој период сум така удрен на некои морски диетални специјалитети. Добро. Та може да си почнеме, рече да додадеме вода. Во водата што додаваме тука? Малку сол. По јако ќе ги пуштам. Како рече 5 минути драгче треба да се варат. Да поздравиме супругата. Тренинг беше овој рецепт. Ова е тренирано викендот, работевме. Така, умешно. Саат и пол. И мислам дека беше
Добро, коректно добро. ќе чекаме да зоврие водата за да ги ставиме да се варат. Ти ни подготвуваш лукче, да поставам јас овде малку масло Може во малку тавчето, таму, да. бидејќи ги вклучив. И како и да се свири и да се готви, тешко ли е? Не е Или тешко, најубаво е да се свири, да се дојде дома, сопругата да има подготвено Полесно е кога е спремно све. така. Меѓутоа јас сакам да се плеткам така у кујна. Се На некои плеткаш, а? полесни, Добро. поготово кога се во прашање салати, са немаме време тука за салати, иначе многу сакам да правам разни салати. И Ти оди од рака. Домашна да. салата. меѓутоа и Добро. оставам повеќе на сопругата. Па добро, ете, таа повеќе, нели, жените, како велиме, предодредени да бидат во кујна, но добрите кулинари се и мажи, така да јас веќе ги вакако ќе ги поставувам Може. натре, бидејќи водата ни е веќе и топла. Ќе гледаме ли на часовник 5 минути доволно? 3 до 5. 3 до 5 минути, добро. Ова може да го ставиме сега? Добро, може. Јас ќе ти додадам лажичка. Одлично. Така, треба ли многу или малку треба да Малку се се, запржи? само да Затоа што зарумени. не сме менели лукот, вели ако подолго се пржи, пак и не е веќе вкусен. Да зарумени, само Така, само одмah ги малку да ставаме. зарумени. Добро. Ајде така. Браво мајсторе во кујната. Добро, јас ќе внимавам на тавчето, откако ќе ги сипеш ти морските плодови. Тоа е готово за една минутка. Рече 3 минути трае орото кое што ќе го слушнеме прво. Ти свириш на труба Да. и за 3 минути ќе завршиме за да можеш да си погледнеш во рецептот. Добро. Важи. Добро. Ајде, бараме јако, силно, музика, тавчето да ни биде весело. Еве ги додаваме и морските плодови. Чекаме музика и коки е подготвен. Да, само да кажем, значи ова е Аха. композиција од светски рамки позната. Така. Меѓутоа, со нов еден аранжман, кој што го направи нашиот диригент во војниот оркестар, подполковник Горан Илиевски. Ете така да Значи го поздравиме. специјално за мене го изработи. Браво, овој аранжман. одлично. Ете, сега ќе слушнеме. Ајде.
колку ова убаво звучи, колку прво наликува на еден валцер, па потоа наликува како нешто за на парада, па на крај оро. Ова нешто сплет на многу убави работи. Како е ова смислено? Да, авторот е романски, многу познат. Стално го заборавам. Можеш да се потсетиш? Глигорос Динику. Глигорос Динику, така. да. Добро. И така одлучивме со диригентот нешто по-различно да направиме за овој период. И навистина е ова одлично. Убаво нешто. Поинакво. Поинакво малку по-различно. Да кажеме, ти си работиш нели во воениот оркестар, редовен твој работен однос ти е таму. Инаку музиката ти е љубов, свириш и на свадби со колегите од Dream Team. Да. Твојот матичен веќе минатата година прославивме 25 години од нашето постоење. Еден сериозен јубилеј, сериозен проект. И тука не застанавме сега со тој проект. Веќе најавуваме за 10 на денес снимаме нешто ново, исто малку поразлично. Со 10 до 12 колеги музичари, наши пејачи исто, од народната и од забавната музика. Значи сакаме да направиме еден тотално поразличен концепт од, да речеме, некоите други системи. Можем и да ги најавам сега слободно, колегите наши најавам изујуци ќе бидат Миле Кузмановски, Даци Александар, биве гости сега скоро, Дани, Џоко Таневски. Одлично, ете убава екипа. Добра екипа, така да. Супер, одлично да ви е со среќа новиот проект. Навистина убаво, ве понесе еуфоријата од преубавиот концерт. Да. Беше навистина убаво, имавте многу гости, многу пријатели, почитувани луѓе и оние луѓе кои што вас ве почитуваат. Така да навистина беше убаво. Ова добро ли се крчка? Ајде, мајсторе, ти си знаеш сега рецептот. Виното сега го додаваме? Сега. Добро, белото вино, не од твоето црвеното, туку од белото. За жал, ова година не направивме бело. Рече бело, на посебен начин се подготвува белото вино или мора да биде исклучително од бело, посебно грозје? Ние имаме ризлинг домашно, само ова година не успеавме од двете да направиме вино, само од црвеното. А за другата сезона, здравје, ветувам дека ќе има и бело. Ќе има и бело, да му однесеш на орце. Да пивне, тој многу сака вино, обожува. А јас мислев да ти подготвам налепници да пишува вака семејна винарија Коцеви. Ке дојде и тој момент. Семејна винарија Коцеви. Добро. Сега мора да извие така. Добро. Овие веќе варат. Пред крај, уште малку гледам горниот дел несе, но да ги промешам па да видиме за добро. Јас малку да се напијам. Ако написе, затоа што ќе свириш. Тебе ти е мачно за овој инструмент е тежок за свирење. Кој друг инструмент обожуваш освен трубата? Јас сум првенствено хармоникаш, ја почнам со хармоника. Затоа и те прашав. Многумина не знаат дека ти свириш на хармоника. Хармоника, синтезајзер. Добро. И така. На настапите знаеш да ги менуваш колегите, но трубата, велат кој ќе засвири труба, мора сите да бидат на готово. Спремни. Така, нели? Јас ќе ги исклучам веќе јувките, да не ни варат. Можат да бидат на потивко. Јас ќе ги преседам за кратко, а ти земај инструментот, зашто колегите ова рече ти ќе малку подолго оро и ќе ти треба енергија. Ова е Костадиново оро од нашите пријатели од Валандово, Ристе Тушевски, значи негова е композицијата, и Тони Грачан познатиот. Така, познатите наши и пријатели и се. Костадиново оро, па ми дозволија да го пресниеме со Dream Team, аранжманот е на Сашко Роков. Тони за жал не е помеѓу нас. Да. И мислам дека успеавме да направиме добра преработка, да. Добро, овие уште малку јас ќе ги председам, но ова нека си вари. Ете така, добро е.
заслужува голем аплауз. Кој ова добро го извеза, така би рекол нашиот народ. Одлично, како ова беше Костадиново. Затоа ти реков јас сине Костадине. Сине Костадин. Многу убаво ти звучи орото. Ова веќе уште малку да не извријат. Уште многу малку. Ете така, тие се веќе готови. Што сакаш да... Добро, може. Ајде. Сакаш сув зачин? Добро. Имаме и бибер, и сув зачин. Што друго додаваш? Добро, само тие работи, бидејќи морските плодови не трпат многу зачини, треба да мирисат на море. Добро, ајде. Лажичката. Одлично. Ги обожуваат ли дома? Овие морски плодови? Да. Така. И воопшто риба јадеме најмалку 2 пати неделно. Ете, одлично. Браво. Тоа така треба. Нели треба заради здравјето, како се вели. Ова сакам да го исклучам веќе. Тие се председени. Сега ќе ги поставиме внатре или одозгора го ставаш преливот од морската? Уште една минутка. Сакаш, со доматен сос, да не го заборавиме. Лажичка или сакаш така? Добро. Ајде, од око. Од око, да. Од око. Ке го заборавите. После ќе има в гужви дома со... Ќе кажат, ајде, како вие со Дракче заборавивте, нели ви пишавме да додавате. Добро. Еве така, добро. Одлично. Една минутка. Ќе биде. Уште една минутка ќе биде. И сега кажи ми, бидејќи работата ти е одговорна, бидејќи настапувате, како што реков, и пред многу значајни личности, и на многу концерти, на многу паради. Која музика повеќе те привлекува? Ова народот што ја конзумира, што ја сака, или она што е исто така значајна, обштествена? Да се свири химната, да се освири марш, нели сепак? Тоа се малку тешки задачи. Во мојата музичка кариера, значи ние сите кои што завршивме музичко образование, сите почнуваме со класична музика. Така. Тоа не е... Како ABC да се вели. Да, мислам, тоа не е наше автентично, значи не е наше во гените, во крвта, меѓутоа за основа, за познавање на музиката. Основото познавање музичко, значи мора да ги завишеш тие фази. Исто музичка академија, нели се свири класична музика, сега имаш и џез оркестри. Јас од никогаш не сум свирил џез, а многу сакам да свирам џез. Меѓутоа сум класичен народњак. Од секогаш сум ја сакал народната музика. Како и помеѓу луѓето со трубата. Да. Значи музиката е... Ова убаво ни се згусна, ќе го исклучиме, готово. Музиката нема крај, така да... Секојаш се надоградува и излегуваат нови идеи, нови содржини кои што сакаме да ги пренесеме, како што рече еве со новиот проекти забавна и народна музика или поп и народна музика. Ставаме во сад или ги мешаш заедно? Како ги поставуваш? Овие ќе ги сториме во садот и после еве, повели, имаме убав сад. Добро. Ајде. Мајсторе. Ќе ти дадам лажичка за да можеш да ги раздробиш, така бидејќи нели се председени и топли. Добро. Одлично. Така. Иди како се прават убави. Имам рака за. Имаш, нели? Па ете, гледаш како ти дојде овие како пишани, велиме, како нацртани. И сосот дојде добар со морските плодови. Може. Сакаш од озгора целосно, ајде да не ти се мешам во пујната, дај ми ја ова лажичка, ќе ја придржам. Овде можеш да гледаат камерите што све правиме ние. Добро. Ова порција за двајца. Така е, добро е? Да. Добро. Ја шминкаме ли со лажичката малку, ајде и со ова пробај си од озгора, а јас ке ти превземам тавчето. На колегите им правам збрки со камерите, ги шетам ни студио, но ќе ми простат. Добре, ја мислам дека... Дојдете навака, ова приберете го и сега знаеш како е во кујна, ама мислам и на шпоретот и да не ни загори и внимавам како тебе да те оправдам, зошто си ти тука? Ете така.
Убаво е, рековме да се прави домашно производство, да се биде со семејството, да се биде надвор тука. Која ти е култура слична на нашата, ти го помина светот, сакаш да бидеш со нашинците? Има ли некои храни што тука си ги правиме, во Америка ги прават, во Австралија ги прават, во Турција, кои што тебе ти се допаѓаат лично? Знаеме дека има многу сличности. Ги преферирам медитеранските така храни, тие ми се некако најблиску. Но сепак мислам дека кај нас е највкусно. Значи, ако и отргнеме од обични салати, никаде у светот не сум сретнал по квалитетна, по вкусна, дали е патлеџан, дали е нашата храна сепак. Нашата храна. Така, одлично. Најприближна медитеранската, италијанска. И јас ќе го побарам рецептот на денот, а ние ќе одмориш ти малку, нели, додека јас го читам рецептот на денот, а потоа ќе ни отсвириш уште нешто, па да ги поздравиме нашите гледачи. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Специјалитет со морски плодови. Едно пакување мешани плодови, едно пакување јувки, 250 грама доматен сос, 100 мл бело вино, една главица лук, малку масло, сол, сув зачин и бибер по вкус. Ете, тоа се ни беше потребно за овој рецепт на коки, но вие можете да си додадете дома, ако нешто вам плюс вие соодветно на овој рецепт, да си додадете и тоа што вие го сакате. Нели? Се е по вкус. Се е по вкус. Што ќе слушнеме како последно, нели, за... Како последно, авторот на оро е Перо Теодосиевски, човекот е во Америка, значи лично не сум го запознал. Авторот ќе даде Господ, ајде. Да, по препорака од Сашко и Сашко Велков е аранжманот. Се договоривме да го снимиме, го прашавме, ги го снимиме. Сашино ора е крстена. А по Саш, ете да си го поздравиме, тој подготвуваше заедно со нас, беше нели во нашата емисија гостин, но се надевам на еден ден ќе ве соберам сите овде позади нас. Dream Team. Да видиме сите заедно. Ајде да слушнеме и третото оро и ни остане уште малку време.
везено, земи си винце да си наздравиме за дружбата. Прекрасно. Многу навистина убаво. Рецептот готов, музиката убава. Ти благодарам, навистина ни направи убава дружба. Ви благодарам уште еднаш на поканата и ми беше прекрасно и задоволство. Се почувствував ептен. Убаво и пријатно. Многу ми е мило. Драги наши, ве оставам во добро расположение да наздравиме за здравје пред се, за многу љубов и среќа. Бидете ми весели и расположени, ви посакувам секојаш од здравје да си пукате. Ете така. Како ве поздравувам на секој крај од нашата емисија. Ве сакам, се гледаме